Следејќи ја состојбата со зголемувањето на бројот на моторни возила во градот Струмица и се почестата неможност да ги завршиме секојдневните обврски во планираното време, заради преголемиот комодитет кој сами си го наметнуваме, неопходно беше да се превземе активност со која ќе се спречи злоупотребата на јавната површина, а воедно ќе се овозможи безбедно циркулирање на сообраќајот. Иако градот имаше обезбедено и подземен паркинг под плоштадот и катна гаража во делот на урбанистичкото планирање, истите како веќе постоечки остануваа неискористени заради нашите навики возилата да ги оставаме каде сакаме и колку сакаме. Можноста да ги сочуваме заедничките добра и да се покажеме како грижливи и еднакви граѓани беше исправена како предизвик кој значеше воведување и воспоставување на систем за следење и контрола, но и санкционирање на неправилностите во делот на паркирањето. Имајќи го во предвид економскиот и технолошкиот развој на градот Струмица, а со тоа и енормно зголемениот број на возила во градот, но и географската местоположба на тромеѓето и се почестата присутност на моторни возила на странски државјани од Бугарија и Грција. Никако не беше едноставно пронаоѓањето на вистинскиот механизам за решавање на идентификуваниот проблем. Превземајќи искуства од сите поголеми европски метрополи, но и дел од нашиот главен град кој ваков механизам имаше поодамна воспоставено и видливо функционираше, после внимателно и прецизно анализирање на проблемот, Советот на општина Струмица донесе одлука за воведување на систем на зонско паркирање. По периодот на обезбедување на административно-институционално усогласување и дефинирање на техничката документација, на 24 октомври 2014 година, за прв пат беше ставен во функција организираниот систем за зонско паркирање, со овозможување на 10-дневен период за адаптација на истиот, но и за едуцирање на граѓаните и запознавање со истиот. Со тоа на 3 ноември 2014 година официјално отпочна зонското паркирање. Градот беше поделен на две зони црвена и жолта со ограничување на времетраењето и наплата на паркирањето согласно усвоените на Совет правилници, но и реонизирањето на истото. Целокупното работење овој изминат период на вработените, засегнатите граѓани и воопшто на сите чинители кои имаа било каква поврзаност со проектот зонско паркирање, овозможи заеднички да го подобриме сообраќајниот тек преку намалување на сообраќајниот метеж, времето на чекање за наоѓање на слободно паркинг место и зголемување на бројот на слободните паркинг места. Со тоа овозможивме непрекинато циркулирање во сообраќајот, обрт и измена на секое паркинг место. Го зголемивме почитувањето на еднаквоста помеѓу луѓето со тоа што за лицата со посебни потреби обезбедивме посебно обележани паркинг места кои секогаш им беа на располагање. Придонесовме кон подобрување на животната средина преку намалување на загадувањето предизвикано од издувните гасови. Со контролата над сообраќајот во мирување ја редуциравме концентрацијата на јаглерод моноксид во воздухот како примарен загадувач. Ги подобривме условите за движење на возилата на итните служби, прва помош против пожарните специјални возила и полициските возила кои реално не можеа да пристапат до одредена локација, куќа или зграда, заради неправилно паркирани возила. Придонесовме кон зголемување на сообраќајната култура и подигнување на нивото на свесност во сите сфери на општественото живење со тоа што граѓаните кои стекнуваат навики за почитување на сигнализацијата во зонското паркирање, истата ја применуваат и во поширокиот опфат на градот. И бидејќи како таков проектот предизвикуваше задоволство кај поголемото мнозинство, и истиот беше практициран од голем број на граѓани, раководството на јавното претпријатие паркиралишта заедно со органите на претпријатието, управен и надзорен одбор до Советот на општината, достави предлог одлука за распределба на финансиски средства со која 1% од вкупните приходи од зонското паркирање да се донираат 2 пати годишно на секои 6 месеци, онаму каде што е потребно. Со тоа првата донација беше извршена кон детската градинка Детска радост од Струмица. Заради размена на искуства и усовршување на вработените во делот на работењето,
Беше потпишан и меморандум за соработка помеѓу јавното претпријатие Паркиралишта Струмица и Паркинзи на општина Центар, преку вмрежување на јавните претпријатија од областа на сообраќајот и паркирањето. Представници учествуваа и на регионална конференција во Бор, Србија. Дополнително проектот добиваше такви размери во кои граѓани преку петиции се обраќаа до јавното претпријатие да им го решиме проблемот со паркирањето преку проширување на зонското паркирање и на места кои не беа опфатени со првата фаза. Конкретно жителите од зградата на Ленинова број 14 и јавното обвинителство како институција и улицата Васил Сурчев. Истите ги гледаат придобивките од нивни сограѓани кои живеат на локации каде што има воведено зонско паркирање и задоволството од одењето дома без проблеми околу паркирањето и со тоа побараа да им излеземе во пресрет. Да погледнеме што мислат граѓаните на општина Струмица. Па за разлика од порано, како што беше хаос во нашиот град, а живееме во едно модерно време, каде секоја куќа или граѓанин веќе имаат по една или по 2-3 коли, сега е многу подобро за разлика од порано, бидејќи може слободно да паркираш и за да ја завршиш својата работа било кај што ќе одиш. По придобивките се тоа што можеш, нели, кога ќе излезеш во град за да завршиш некоја работа, дали во банка, дали до некој дуќан или било каде, може слободно да се паркираш. Сега има слободно место. Од порано, нели, нашиот град е доста голем, коли се имаше паркирано и без веза, можеме слободно да кажеме, дали се продава или не, таа си стоеше на улица цело време. За разлика од претходниот период кога немаше никаков ред во градот во врска со паркирањето, сега сезонското паркирање има, да кажеме, на некој начин ставено ред, се знае кој каде може да паркира и мислам дека е еден добар проект на општина Струмица. Има голема разлика, значи нема веќе гужви, нема веќе секој знае каде може да паркира, така да мислам дека е во најдобар ред. Па јас сум релативно задоволен, има ред у градот, се знае дека треба да се паркира. Многу едноставно се праќаат пораки, се купуваат картички и така. Па може да се прошира, ама доволно е за сега е добро, има место и така. Една година плаќаме редовно за паркинг плац, платен паркинг плац. Ние сме многу задоволни. Претходно имаше голем хаос. Страшно беше да немат луѓе кај да се паркират, нема кој да влезе внатре. И нема мештри, нема пазар. Това беше толку страшно, а сега е фала на Бога. Сега е добро. Ако дозволят, ако моментално не треба, а ако има потреба, не се става и на друго место, за да се намали хаос. Јас како возач можам да кажем дека бенефитите од зонското паркирање се големи, затоа што пристапноста до сите објекти кои што ни се потребни и ние како туристичка агенција овде, со улицата која што е дел од зонското паркирање, има поголем пристап, подобро и посоодветно паркирање на возилата, слободни места, значи регулиране хаосот кој што претходно беше во самиот централен дел на градот. Разликата, значи, на воведувањето на зонското паркирање за мене лично и претходно е многу голема, бидејќи сега има некој си ред и се поставува и има тенденција да биде се подобро и подобро, така да за мене лично е многу добро. За разлика од претходно, кога се воведе зонското паркирање, состојбата е променена на подобро, бидејќи има место и за купувачите, и за собствениците што се на дуќаните, има каде да си го паркира своето возило и хаосот е намален, што беше за разлика од порано. За у центаро е нормално, за отицата гужва у центаро, иначе на другите фреквенција дека това е добро. Подобро е, само што споредните улички се презафатени сега, некои за 30 денара не сакат да платат и се паркират на места кај што луѓето живеат и им сметат за влез во своите домови. Моје мислење е само дека порано како што се паркираа косо паркирање беше многу подобро отколку сега право паркирање. Како шофер имаме проблем, треба да се паркираме, има место само за едно возило и треба да застанеме назад да се повлечеме.
А позади треба цела колона коли да не чекат да се наместиме. Ако е косо, нели, веднаш се паркираш и решени проблеми. Релативно сме задоволни, бидејќи порано беше малце ситуацијата еден општи хаос владееше. Поготово јас живеем у централното градско подрачје. Влезо-излезо паркирањето беше прилично тешко. Сега прилично е работа релативизирана и многу е полесно сега и многу е подобро од тоа што беше порано. Ситуацијата како што беше сега е прилично во подобра состојба сме, поготово ние што тука живееме, иначе можеби од овие на краиштата што се кај нив ситуацијата е подруга, али за нас стварно имаше потреба нешто да се направи по тоа прашање и задоволни сме сега со ситуацијата како се одвива. Тука централното е решено, ако и таму е исто како што беше порано, можеби треба и на таа страна да се прошири и да се реши како тука што се реши у централното градско подрачје. Сега тука за цените како оде, дали се задоволни граѓаните, може ли тука нешто да се намале и тоа не знам што би кажал за тоа. Иначе ако има потреба, треба да се прошире. А и ако има луфта нешто по-реално да биде у цените, да се поднамали, за понатам, мислим, за страничните тие, би требало нешто и тука да се види, а да се воведе, сигурно дека е подобро. Како корисници на паркинг местата во општина Струмица за лица со посебни потреби сме во овој момент многу задоволни и за разлика од претходниот период кога немаше зонско паркирање, за лицата со посебни потреби е далеку подобро, повеќе паркинг места се овозможени, добро се одбележани и ги има воглавно пред сите јавни институции, онаму каде што треба да ги има. Воопшто земено зонското паркирање во општина Струмица и за сите граѓани е од благодет и се стави ред во паркирањето и во сообраќајот во општина Струмица.